Има решение за хумано намалување на бројот на бездомните кучиња. Подигањето на свеста за одговорност кон животните, особено кон милениците кои често завршуваат на улица заради неодговорните сопственици, е првиот чекор кон намалувањето на оваа појава. Тука е и едукацијата за потребата од стерилизација и кастрација, но и грижата за севкупното здравје на животните. Велат од Прилепското прифатилиште, кое постои веќе 7 години во склоп на јавното комунално предпријатие Комуналец и кое на располагање има само 13 боксови. Според процедура со микрочипирање, вакцинација, дехелминтизација, значи кастрација и стерилизација и враќање со ушна маркица на локацијата. Тоа го работиме вкупно 7 години и да испратиме апел до неодговорноста која што се најдува меѓу нас. Предпоставуваме затоа што не би постоел проблемот ако значи нема неодговорни сопственици. Ни требаат дополнителни боксови, значи да може би работиме поинтензивно со побрза динамика. Но сепак тоа е сето планирано во нашиот план за 2026 година. Заради комплексноста на проблемот, кој освен знаење бара и повеќе инвестиции, потребно е поголемо активно вклучување на сите чинители, вели Барлаковска и додава дека во последно време од голема полза им се професорите и учениците од ветеринарната струка при средното општинско училиште Орде Чопела. Овој проблем е секако неговото потекло од самите луѓе, бидејќи кучињата се зависни од нас, така да ако ние не се грижиме за нивното здравје и секако за нивната благосостојба, ќе го имаме овој проблем долгогодишно. Во амбулантната таму се грижиме да бидат вакцинирани, чипирани, да заправиме хируршки захват, како кастрација и стерилизација, за да нема размножување на бездомните кученца и го смалиме малку проблемот што го имаме. И имаме одено во самото прифатилиште за кученца, таму им помагаме да бидат нахранети, да бидат средени кафезите, да има добра хигиена. Инаку општина Прилеп на годишно ниво исплаќа десетици илјади евра на граѓани кои тужеле заради наводни напади од бездомни кучиња. Одјака па Комуналец и од општината се сомневаат дека сите пријавени напади биле реални, па бараат промена на методологијата на докажување.